Здраво, наши гледачи! Ова е уште едно издание на емисијата Пријатели. Од оваа емисија, тимот на Пријатели е збогатен со уште еден нов љубител на домашните миленици. Таа е нашата нова водителка Елена. Пријател ти е оној кој што може да ја препознае мелодијата на твојата душа. Исто и со домашните миленици. Тие ја спознаваат вашата душа, бидејќи вие им давате безгрижна љубов. Затоа, драги гледачи, единствената емисија Пријатели повторно ви подготви интересни содржини за вас и вашите пријатели. Во оваа емисија, како домашни миленици, ќе ви ги представиме екзотичните рибки кои се одгледани во адекватната биосфера аквариумот. Денешен гостин во нашето издание на емисијата Пријатели е Дејан. Здраво, Дејан. Сија пријатели. Здраво. Колку време ги чувате рибките и во колкав број ги имате? Па со акваристика се занимавам активно веќе 4-та година, посериозно. А инаку ова дејност, да речам, ова хоби го наследив од татко ми, кој со акваристика се занимава уште од пред да се родам јас, значи преку 23-4 години. Сега за број на рибки тука е варијабилно, бидејќи цело време се мрестат, има нови, па некоја ќе се случи да умри и така. Што е тоа што највеќе ве привлече да чувате токму рибки? Значи тука многу интересно е бидејќи се создава еден цел биосистем кој почнува од рибите. Значи тие создаваат отпад, тој отпад оди значи до амоњак. Па тука се потребни значи бактерии кои азотофиксирачки бактерии кои го трансформираат амоњакот до нитрати,
бесконечно. И тие нитрати значи се користат од страна на растенијата како извор на азот, кој е битен елемент, макроелемент. И значи тоа е еден затворен круг, еден циклус. И доколку се пристапи малку по научно, по-сериозно, е доста интересно да се наблюдува. А на колкава температура рибките треба да обстојуват и која е опремата за да создадете адекватна биосфера за нивно преживување? Значи, температурата за одгледување на рибите е различна, во зависност од врстата на риби и од каде тие потекнуваат. Има, да речеме, речни риби од поладни региони кои барат поладни температури. Има, например, овие што се тропски некои риби, барат повисоки температури, да речеме преку 28-30 степени. Сега класични риби што се најзастапени кај нас, да речеме амазонски такви некои, се околу 21 до 25 степени и би била идеална температура. Рибките им треба соодветна температура за нивно одржување. Која е таа? Значи, како што кажа претходно, аквариумот представува затворен екосистем, кој со текот на времето акумулира отпадни материи, кои секако се во вишок, доколку нема доволно флора да се искористи тој материјал. И со тоа, значи, се зголемува нивната концентрација во водата. Пак водата знаеме дека е основно покружување на рибите кои живеат во аквариумот. И, значи, со менување на вода се намалува нивната концентрација, а со тоа и токсичноста на самите риби. Препорачливо е менување вода 20 до 30% од аквариумот еднаш неделно, со цел да не се предизвика шок за рибите доколку се промени поголема количина. Тука, значи, не станува збор само за различна температура на водата, туку има и други параметри кои се битни, да речеме киселоста, односно pH на водата. Треба да е исто, ако не иста, барем приближна, за да не дојде до некои пореметувања. Како рибчињата треба да се приспособат кога ќе се донесат во аквариумот? Значи, најстандардно, при купување рибчињата ги добиваме во најлонска кеса, во која има вода. Таа кеса, значи, никако не смее да се отвори, да се тури директно во аквариумот, бидејќи исто, како што напомнав претходно, може да настане шок за новокупените риби. И, значи, треба постепено да се прилагодат. Прво температурно се остава на лончето со риби известно време, околу половина час до час во аквариумот. А потоа, значи, доколку не сакаме да туриме водата од најлончето, односно од таква шопот од каде сме ги купиле рибите во нашиот аквариум, можеме да ги процедиме, така речено, и да ги додадеме во аквариумот само рибите без водата. Кои видови на риби можеме да ги видиме во твоите аквариуми? Па, моментално имам доста видови на риби. Основната класификација позната меѓу народот, меѓу живородки и краши. Не се од живородки, значи, стандардно, тие се гупи, моли, ксифофорус и слично. И краши, скалари, галакси, разбори, од овие чистачи, познати анциструси, коридораси и слично. Како што знаеме, секоја животна средина треба да се одржува чисто. Па дали може поконкретно да ни кажете како вие одржувате чистотата на рибките? Значи, еден дел од чистењето на аквариумот се состои од менување на вода, како што напомнавме претходно. Значи, друга процедура е чистење на филтер материјалот, односно сунгерите кои се наоѓаат во филтерот. Правило е да се истите да се чистат, да се мијат со вода од аквариумот која сме извадиле, никако од чешма или жешка или ламна, бидејќи во самиот филтер материјал се тие корисни бактерии кои ни се потребни и со доколку ги чистиме, ги миеме сунгерите или другиот филтер материјал со вода од чешма која има хлор или пак со врела вода, можеме да ги убиеме тие бактерии и аквариумот уствари да се врати на почеток, каде амоњакот би се акумулирал многу повеќе, бидејќи имаме недостаток на тие бактерии да го трансформираат истиот во нитрати. Дејан, дали можеш да ни кажеш каков е начинот на нивната исхрана? Значи, исхраната е доста едноставна, има доста комерцијални храни со солиден квалитет
Исто така има и некои рецепти за домашна храна кои исто така дават задоволителни резултати. Баш ме интересира зошто се одлучивте да чувате повеќе врсти на рибки и која е разликата меѓу нив? Значи рибите кои ги имам јас потркнуваат од различни места во светот. И интересно кај нив најинтересно нивното мрестење, каде секоја врста си има свој ритуал и е многу интересно да се прати. Нели, човек со секој милениче се преврзува, па дали ќе можеш да ни кажеш дали постои некаква емпатија помеѓу тебе и рибките? Па тоа е многу интересно. Не за разлика од маче, куче, стандардни миленици, кои се може да се допрат да ги галиме, да ги крениме. Рибите тоа не може да го возможат, меѓутоа кој чувал знае дека присуството важи во самата просторија каде е аквариумот, рибите го осеќаат. Еве, например, јас имам поголем број на аквариуми, поголем број на риби и кога сум присутен во просторијата, како што се движам јас лево-десно, се движат и те по мене, тоа е многу интересно. Или, например, кога ги хранам, едноставно ми јадат од рака, некако, да речем. Ена, дали ќе можеш да ни кажеш некое твое искуство каде што си ја загубил твојата омилена риба? Па, баш пред 3-4 дена ми умре, имав еден скалар мажјак, го чував 9 години и значи од старост толку беше и многу ми е жал за него. Јас искрено не сум запознаена многу со мрестењето, па дали ќе можеш да ни кажеш нешто околу мрестењето на рибите? Значи, секоја врста на риба си има различни ритуали на мрестење. Еве да испомниме тука две-три врсти накратко. Ќе ги спомнам познатите чистачи, односно коридораси, кои имаат ритуал да се мрестат со движење низ аквариумот во круг и самите икри ги лепат по аглите на аквариумот или по лисјата на некој растение кој е во близина на аголот на аквариумот. Значи, едноставно 2 до 3 мажјаци ја брка женката и вртат во круг во аквариумот, а истото се иницира со промена на поголема количина на вода во аквариумот. Тука треба да се напомни дека истата треба да биде поладна од постоечката која е во аквариумот. Со тоа значи се иницира мрестењето и постепено со греач се крева температурата до 24 степени и со што значи се стимулираат рибите на мрест и процесот трае некој си половина до час време. Друга интересна врста за мрестење се исто така познати чистачи, народски кажано, или анциструси, чистачи за стакло. Тие треба да се чуваат на температура околу 24-25 степени Целзиусови, да се добро хранети, за да се стимулираат на мрест. И значи треба да се овозможи нешто како пештера или како тунел нешто, каде женката ќе ги положи икрите, а потоа мажјакот влегува и ги оплодува и ги чува се до нивното изведување. Значи, никој не може да се приближи друга риба, макар што не е пожелно да има други риби во аквариумот, бидејќи цело време ќе биде под стрес. И, значи, се големи на нека малку помали од зрно грашак икрите и се со жолта боја, интензивна жолта боја. И истите, значи, се изведуваат за околу 7 дена. Покрај рибчине што се чуваат во аквариумот, се чуваат и растенија. Што е потребно за нивно одгледување? Значи, растенијата се доста битен елемент од аквариумот и истите си барат соодветни услови, како би можеле да обстанат во самиот аквариум. Значи, трите основни фактори кои се важни за успешноста на растенијата во домашни услови во аквариум се светло, јагеродиоксид и микро и макроелементи, односно прихрана која може е комерцијално достапна или можеме сами да изработиме во домашни услови и која соодветно се дозира после рутинското менување на вода еднаш неделно
Светлото значи е доста битен елемент од овој сегмент. И значи исто да треба да има соодветна јачина и соодветен квалитет, односно температура на светлина, која значи доколку се зголемува преку 10.000 келвини, одиме на нијанса на плаво, доколку се намалува, нијансата оди према црвено, према жолто. Иначе идеално за растенијата е негде околу 6500 келвини. И односно значи е битно да се опфати целиот спектар на светлина, кој го има во природата нормално. Другиот фактор е јаглеродиоксид, кој може да се додава и треба при јако светло, со соодветна опрема, значи. Тоа е малку поскапа, има и поскапа варијанта, има и поевтина варијанта која може да се изработи во домашни услови. Во домашни услови може да се припреми смеса за CO2. Истата се состои од многу едноставни компоненти кои се користат во домакинството, односно тоа се обичен шеќер, квасец и потребни ни се 2 шишиња од пластични, од сок, од вода, од било што. Должина соодветна на црева, акваристички за воздух, тие се едноставни исто, и соодветен дифузер кој би го растворил гасот во водата. Значи, тоа не кошта ништо, доколку по професионалната варијанта со боца по-прецизок и дифузери малце поскапа. И тоа е поефективно и нема, да речем, замарање со припреми некои посебни, бидејќи оваа смеса со шеќер и со квасец со тек на време се троши и губи на интензитет самата смеса. Кој е критериумот за еден аквариум да биде естетско уреден, баш како овој што е кај вас? Значи, естетиката во аквариумот, односно припремањето на самиот аквариум, бара доста искуство. И, значи, осет за простор, можам да речем слободно дека истото е и уметност, еден вид. Има големи светски мајстори кои го работат само тоа, естетика на аквариум. Познати се Такаши Ямано, Оливер Кнот, кој се занимава со акваристика, добро ги познава. Значи, има многу врсти на аквариуми, многу стилови различни. И сега, значи, во нив зависи распоредот на елементите. Некои се со растенија, некои се без растенија. Например, циклидните аквариуми, растенија во нив не успева, бидејќи рибите се со таква природа, ги јадат самите растенија и затоа се практикува само во естетски план да има само камења. Се распоредот на тие камења има едно непишано правило кога се припрема аквариумот. Значи се редат камењата по наш вкус нормално и пожелно е да се остават така една вечер. Утрото кога ќе станеме да видиме, ако ни се допаднат, продолжуваме со натамошна припрема на аквариумот, доколку не, одиме пак од нула. Некои комбинации на риби може да се мешаат, дали ќе можеш да ни кажеш кои се тие? Не сите риби може да живеат заедно во ист аквариум. Тоа зависи од нивната природа, односно има доста агресивни риби кои би ги напаѓале помирните и поситните. И исто така е важно да се напомени дека ова е како правило. Рибата се што може да лапне, ќе лапне, колкава што му устата. Не може, значи, да се чуваат големи риби со некои поситни, заради таа причина. Има интересна комбинација, каде има доста спротивставености, наречиме скалари, познати скалари, со неон тетри. Има доста спротивставени мислења дали можат или не можат заедно. Меѓутоа, тоа зависи од самото чување на рибите, од нивната најмала возраст.
знаеме дека скаларите растат доста големи, а неонте 3 се доста мали. Сега доколку истите тие скалари се чуваат од малечки со неон тетри и кога би пораснале тие, не би имало проблем да се чуваат заедно. И сега доколку скаларите немаат видено во својот живот толкави мали риби и се пуштат заедно кога веќе се големи, и тогаш стварно би ги нападнале и би имало несакани последици. Сигурно има многу луѓе кои што сакаат да започнат со акваристиката, али ќе можеш да ни кажеш каков е почетокот за да се започне од гледување на рибчина во еден аквариум? Стартувањето на аквариум е на фаза каде се прават најмногу грешки. Тука е многу важно да се нагласи дека аквариумот нема присуство на тие азотофиксирачки бактерии и додавањето на поголема бројка на риби би направило сериозен проблем со тоа акумулирање на самиот отпад и амоњакот. Значи, тука како видлив симптом може да се јави заматена вода со белузлава боја, која со промена на вода нема да се поправи. Значи, тука има наплив на фунгус, сапролегнија, која, значи, со текот на времето ќе исчезне доколку се извадат дел од рибите. Значи, мора да се нагласи дека исто така мора да има 2-3 рибчиња во аквариумот за почеток, за да се оформи тој циклус на азот. И значи, доколку сакаме да го брзаме овој циклус, можеме да земеме било пријател, било доколку имаме друг аквариум, сунгерот од филтерот, да го цедиме и тоа кафеавото што излегува од него, така наречено ѓубре, треба да се тури во новиот филтер за да се убрза овој циклус. Колку се случи заматување на водата од овој тип, често се случува помор на рибите и, значи, собствениците, доколку се почетници, се прашуваат зошто се случило тоа, аквариумот е веќе ново формиран, но ствари тоа е самата грешка. И за крај, ваша препорака до оние кои што сака да чуваат домашни миленици? Па, секој кој има желба и кој има време, макар што не бара многу време ова хоби, акваристика, да речем, час и пол неделно, за процедурата за менување вода, чистење и одржување редовно. Има големи бенефити од ова хоби, не само за задоволство, туку има и здравствени аспекти, делува многу смирувачки. Некој си половина час да се седи пред аквариум, да се гледа, едноставно се наблюдува, делува многу смирувачки и многу позитивно на психичкото здраве. Дејан, ти благодарам за твоето гостување во нашата емисија Пријатели, а вие, драги гледачи, се надевам дека добивте корисни совети за одгледувањето на рибките. Благодарам и вас. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трпезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе.
Македонец фатил златна рибка. И таа му рекла: Ако ме пуштиш, ќе ти исполнам 3 желби. ма какви 3 жилби? Злато си е злато, те носам во златара. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Пријатели. А вие бидете со нас и наредниот викенд. Чао, чао!